Денеска, браќи и сестри, во наредните неколку минути ќе размислуваме за солта. Христијанинот и солта. Овие денови бев во еден од маркетите во градот и застанав пред полициите кај што има сол. Гледајќи ги цените, солта не е така скапа, некаде од 18 денари па нагоре. Значи, релативно солта е ефтина како продукт, како намирница, за да биде достапна до сите луѓе. Кога солта би била скапа, например, тешко секој би допрел до неа. Меѓутоа, може би не ја вреднуваме толку денеска солта, зашто има на секој чекор, во секоја продавница. И резерва може си купите, има ситна, крупна, средна, има тузланска, има бугарска, српска, односно кој зна од каде се има сол, која носат и ја продават во нашите продавници. Но ако се сетиме за солта во времето на Исус Христос, ќе видиме дека тие многу повеќе ја ценеле солта, отколку денеска ние. И затоа Исус прави една споредба, и јас сега ќе прочитам, може да отвориме заедно во Матеј, во 5 глава, таму има повеќе упатства што Исус ги дал во гората на блаженствата. Ќе прочитаме целова порака, иако ќе се задржиме само на втората реченица. Пред себе Исус имал неколку илјади луѓе, седнати на брегот од лево, од десно. Луѓето дошле да го слушаат и одеднаш Исус вели: вие сте солта на земјата. Но ако солта стане солена, ако не стане солена, како ќе се осоли? Ако солта значи не е солена, како ќе се осоли? Таа веќе не е од никаква корист. Вие сте светлината на светот. Не е можно да се скрие град што лежи на планина. Не палите свеќа за да ја ставите под оган, туку на свеќњак за да им дадете светлина на сите во куќата. Нека свети вашата светлина пред луѓето за да ги видат вашите дела на љубовта и славата на вашиот небесен татко. Значи, ќе зборуваме за првиот дел од ова Исусова кратка проповед што имал на гората на блаженството. Денес стоиме, браќи и сестри, пред една од највозвишените, би рекол, или најзначените упатства што Исус ги дал на своите ученици, но и нам денеска. Исус ја извојувам ова реченица, или вие сте солта на земјата. Замислите, луѓе слушат зборот сол во времето пред повеќе од 2000 години. Солта била многу вредна и значајна за луѓето во тоа време. Зошто? Затоа што во тоа време немало фрижидери, немало замрзивачи, немало други апарати за да се сочува храната. Солта била една од многуте ретки намирници кои луѓето ја користеле во својата исхрана или во својот дом. Ова не е само комплимент, некој да каже ти си сол. Значи Исус вели вие сте сол. Не е само тоа комплимент, туку тоа е мисионерски налог. Солта не постои, браќи и сестри, сама за себе. Замислите, ако еве тоа едно мало соларниче. Ако овде во ова соларниче солта ја држиме со години, ќе имале корист некој од таа сол? Не, таа ќе си стои таму во ормарот, во шпајзот, меѓутоа таа не е ефикасна. Солта мора да дојде во допир со храната, со тие намирници што сакаме да ги конзервираме. Покојниот брат Никола Тасевски има една книга мала напишана конзерванси. Не знам дали постои веќе, меѓутоа јас имам некаде. И тој опишува, бидејќи технолог беше, како можеме преку солта да вршиме конзервирање на разни врсти храна. Сега лесно. Купиш, ставиш од длабоко замрзнување 105-6 месеци. Меѓутоа, во времето на Исус Христос, кога немало такви ладилници, солта била навистина многу важно средство за конзервирање. Исус вели, вие сте сол на земјата. Браќи и сестри, ние сме повикани да бидеме, би рекол еден така помодерен збор, агенти на Божјата трансформација
во секој агол на човечкото постоење. Ајде да набројам неколку функции на солта. Прво, солта служи за зачувување, спречување духовно, сега ќе кажеме, на моралното расипување. Значи, во времето на Исус Христос, уште еднаш ќе се повторам, солта била најважниот конзерванс. Таа го спречувала распаѓањето на храната. Светот во кој денеска ние живееме, не само физички што гледаме како се распаѓа, војни повстојано се подигнуваат, секој општество е ставено само на себе. Тоа се соочува со морален, би рекол, пат или етички распад, неправда, себичност, алчност, цинизам. Но нашата мисија како духовна сол, значи сега не зборам за ова физичка сол, туку како духовна сол, нашата цел е да го забавиме тоа, па дури да го запреме ова распаѓање. Ќе бидам слободен и ќе кажам уште еден збор. Ние сме повикани да бидеме морален конзерванс. Конзерванс, каде што е солта има интегритет, каде што е солта има правда. Кога верниците заземаат позиција против лажењето, измамата, омразата, тие буквално се конзерванс, или би рекол, го зачувуваат општеството. Ние треба да бидеме присуство, а не повлекување. Значи, солта ако се повлече од месото, кое сакаме да го сочуваме. Знаете, порано стариот, ја знам, дедо ми немаше фрижидер пред 50 години. Во месото става многу сол. Еден ред сол, еден дел месо. И правија она пастрама, сеќавате. Значи, тоа само се правеше со сол, да се сочува. И во посебни штици, во посебни кути тоа се чуваш. Ние треба да бидеме тој духовен конзерванс, браќа и сестри. Понатаму, рековме, светот се распаѓа. Ние треба да бидеме тој духовен конзерванс. Второ, ефектот на солта. Дава вкус. Дали сакате подобро да јадете или повкусна, односно посолена или несолена храна? Се зависи до притисокот, да? Така е. Да, значи солта дава вкус, не претерано. Не претерано, но сепак дава една арома, еден вкус. Иако само вкусот може тука го чувствуваме на грлото, на устата, но сепак Бог ја создал и солта, знаејќи дека на човекот ќе му треба сол, ради здравје, ради други потреби во нашиот организам. Значи, солта не само што зачувува, туку го подобрува вкусот. Дали ви рекли некогаш, блазе на вас, христијани адвентисти, кои ќе ви видиме, чувствуваме се како некако порадосни. Се доживеле тоа. Не значи дека ние сме светци, меѓутоа сепак нашето присуство, нашето зборување, нашиот говор, нашето однесување, луѓето тоа го приметуваат. Значи, треба да бидеме, браќа и сестри, присутни и во месото под наводници, во овој свет, во политиката, бизнисот, уметноста, образованието и семејниот живот. Не можеме, значи, да ја зачуваме храната ако ја држиме во соларникот. Нема ефект. Ние имаме едно најдобрите науки, теологија, разбирлива. Многу луѓе ни се воскитуваат. Но ако имаме само за себе, нема влијание. Во овој свет полн со омраза, полн со поделби, ние донесуваме безусловната љубов, таа агапе која гради мостови наместо зидови. Во светот кој рековме обременет со страф и анксиозност, ние треба да ја демонстрираме радоста, што е надминува околности и мирот што доаѓа од знаењето дека Бог се држи под контрола. Наместо очај, ни нудиме цврста надеж за вечен живот и ветување дека Бог ги прави сите работи нови. Нашиот живот е доказ дека имаме подобар начин на живење. Понатаму, која е реакцијата на солта? Кога ќе јадеме малце посолена храна, што предизвикува кај нас? Жед, да пиеме вода. Значи да пиеме вода. Во духовен смисол предизвикува кога ние ќе бидеме таа духовна сол меѓу народот, кај луѓето ќе потикнеме жед да го барат Христа. Не мене и тебе, туку да го барат Христа. Значи, солта предизвикува духовна жед кај луѓето.
Кога човекот јаде нешто посолено, природно му се јавува и жед за вода. Нашиот, би рекол, солен живот, дали е солен или не солен, секој си знае пред Бога. Тоа треба да биде живот на интегритет, давање, простување, радост, треба, значи, да предизвика духовен жед. Зошто сте толку поинакви? Од каде црпите таа снага, таа сила? Сигурно некој ви кажа. Иако и ние се чуваме со болести, и кај нас, што се вели, се умира и млади, стари, и ние доживуваме падови, но сепак луѓето приметува дека, како што рекле на Петар, оне жените таму пред Синедрионот, и ти беше со Христа. Што го издал? Говорот го издал. И ти беше со Христа. Петар се удара во гради, не мори жено, не сум бил ја, но сепак луѓето тоа го приметува дека сме тука до Христа. Ако солта ја изгуби својата соленост, или својата соленост, да, со што ќе се посоли? За ништо не е веќе, освен да се isfrли надвор и да ја газат луѓето. Ова е страшна констатација, браќи и сестри. Ова Исус го кажал со болка во грлото, ако солта изгуби својата соленост. Нема начин да солта да и се врати вкусот на самата сол. Кога некој ќе види нашата издржливост, тој е подготвен да ја прифати нашата надеж. Вие сте, како што рековме, солта на оваа земја. Овој повик, браќи и сестри, да бидеме на духовна мобилизација, будност. Соленоста на христијанинот е неговата различитост, неговата посветеност на Христа и неговите заповеди. И сега, како ја губи солта својата соленост? Како ја губи? Како ние ќе изгубиме духовната сол? Кога стануваме премногу слични на светот. Кога компромисите стануваат, може да кажеме, поудобен дел од нашиот живот наместо послушноста. Христијанинот кој не е солен, ова тешка реченица, но ќе ја прочитаме, е безвреден за мисијата. Значи, ако ова сол ја изгубила својата соленост, зашто ќе ја чуваме? Што е ли Библијата? Одиме и ја фрламе. Ако ние духовно ја изгубиме соленоста под наводници, ако не даваме вкус во општеството, во семејството, на улица, на работа, таму кај што се движиме, навистина, ова е страшна констатација. И сега на крајот повик за акција. Како да ја задржиме нашата соленост? Да се биде сол не е титула, браќи и сестри. Знаеш, има ДР, МР, ПР и што те знам какви се такви иницијали. Ние не сме само верници на ова црква. Туку ние треба да бидеме верници, солени под наводници, кои ќе оди во овој свет и ќе даде вкус на таа духовна храна што ја проповедаме. Да се биде сол не е титула, како што овде прочитавме, туку значи да бидеме во акција. И биете сол во вашето семејство, број 1. Донесете мир, простување, трпение, нека вашиот брак и родителство бидат сведоштво за Божјата љубов. Бидете сол на вашето работно место. Работете со честност, вредност, со почит кон колегите. Одбијте да учествувате во озборувања или нечестни сделки. Бидете сол во вашата заедница. Служите им на најранливите категории, на сиромашните, на старите, на осамените. Нашите дела на милосрдие се најгласната проповед. Понатаму, бидете сол во вашето срце. Ова е може едно од најважните чекори што треба денеска да ги направиме. Ако првим бидеме солени во нашето срце, во мојот живот, тогаш многу полесно ќе бидат во не претходните 3 што ги спомнавме. Редовно посветувајте време на молитви и проучување на Словото, за да го одржите вашиот однос со вашиот Христос. Тој треба да биде извор на нашиот живот. И затоа, браќи и сестри, нека Господ ни помогне да навистина
да не гледаме бледо во овој свет. Ако гледаме бледо, значи ние сме несолени, духовно зборувам. Туку да бидеме активна состојка, кога солта ќе влезе во храната, ќе донесе вкус и луѓето велат дај ми уште, дај ми уште. И кога ќе им дадеме таа духовна храна, предизвикува жет, не за мене да ме гледат или тебе, туку да го гледат Исуса Христа, да се заљубат во Него. Вие сте солта на земјата, вели Исус. Вие сте светлината на светот. Нека Господ ни помогне да навистина како христијани таа споредба што Исус ја дал, јас и ти сме сол, значи многу вредни сме во очите на Бога, но да не изгубиме тие својства што треба да ги имаме, туку да влеземе во овој народ и да навистина луѓето тоа го приметат дека сме светлина. Нека Господ во тоа ни помогне. Амин.